стои на Лили. Ова е Лили. Таа сака да црта, да си игра и да се смее. Но понекогаш нејзиното тело ја изненадува. Без причина, без предупредување. И Лили не разбира зошто. Што ми се случува? Сите мислеа дека е алергија. Докторот и даде сируп, но ништо не се промени. Отокот се врати, повторно. И овој пат на друго место. Лили се погледна во огледало и се исплаши. Родителите на Лили почнаа да пребаруваат. Рака, лице, грло, стомак. Отокот секогаш беше различен, но чувството исто. И тогаш се појави едно прашање. Се чулели за хае? А понекогаш вистинското прашање е почетокот на одговорот. Отокот не беше алергија, туку хае. Хае предизвикува отоци на рацете и лицето, но и во стомакот или грлото. Понекогаш и кога ништо не се гледа. Често се наследува, може да се појави кај деца и кај возрасни, кај мажи и кај жени. Дури и кога долго време не е препознаена. Кога отоците се повторуваат и лековите за алергија не помагаат, може би е хае. Со правилна диагноза и соодветен третман, лицата со хае можат да живеат активно и безбедно. Лили повеќе не е збунета и веќе не се чувствува изгубено. Сега, кога блиските знаат што е хае, знаат и како да ја помогнат. Хае не ја дефинира Лили. Таа е многу повеќе од нејзината ретка состојба. Со навремена диагноза и соодветен третман, децата со хае повторно можат да бидат деца.